Светот влезе во нова фаза на технолошко-индустријска револуција, во чиј епицентар е вештачката интелигенција. Современите тектонски промени се предизвикани од нејзината појава и примена. Се менуваат и вештините и системите за создавање и комуникација. Компанијата Семос Едукација 3 децении ја поттикнува, истражува и стимулира креативноста во овој свет на дигитализација. Во овој издание на Тренинг гостин е првиот човек и основач на Семос Едукација, Валентина Тасева. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Оваа година одбележувате 3 децении од основањето и функционирањето на вашата компанија, но во последниве години станавте препознатлив бренд со над 30, каде што учествувате во 30 земји на запад и на исток. Дел сте од најпознатите мултинационални IT компании. Како успеавте да се етаблирате? 30 години се долг период. Ние сме некако горди дека 30 години успеваме континуирано да растеме. Растеме заради тоа што се базираме на неколку пилари, еве така да кажам, че растот го базираме на неколку пилари. Едно е континуирана инвестиција во знаењето. Не само она што го носиме кон македонскиот, регионалниот, интернационалниот пазар, туку и она што го вложуваме во самите нас. Значи, ние континуирано учиме. Учиме технологии, учиме менеджмент, затоа што без менеджмент, без знаење во менеджмент не би успеале да ја водиме компанијата, нели, да ја растеме, да ја развиваме. Инвестираме многу во знаењето во маркетинг, затоа што тоа е исто така неопходно за да се позиционираме и дома, и регионално, и во странство. Ке споменам дека многу инвестираме во тимот, значи им веруваме на нашите колеги, велиме дека работиме само со паметни луѓе, значи ние себе се сметаме за луѓе кои што учат, се посветени, се етични, се професионални. И како трет пилар би споменала нашата инвестиција во партнерството со големите светски имиња. Значи она што е стандард во светот, го настојуваме да го донесеме дома. Господја Тасева, вештачката интелигенција е нов предизвик. Што ќе го промени, што ќе предизвика вештачката интелигенција? Ќе создаде нов светски хаос? Одредени анализи велат дека тоа е нов предизвик со кој ќе мора да се соочиме. Ќе се прилагодиме, ќе успееме да се прилагодиме на овие нови технолошки изуми? Можам многу да говорам. Дали ќе создаде светски хаос, не би знаела да ви кажам денеска, меѓутоа сум длабоко уверена дека прво ќе создаде различна економија. Значи од таа што ние денеска ја познаваме. Значи ако ајде да се навратиме 2-3 примери, ако нели да не се навраќаме длабоко во минатото. Порано учевме како да користиме камера. Па имавме фотографии, па имавме курсеви за фотографии така. Денеска никој од нас не размислува како користи фотографија. Просто сите имаме на мобилниот телефон и никој од нас не му е тешко едноставно да слика се што сака, се што го интересира. Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа. Значи ќе стане дел од нашето работење. Ќе стане, на пример, ќе земам графички дизајнер. Графички дизајнер порано мораше да знае еден куп апликации, па мораше да има чувство за креативност, чувство за дизајн, желба. Денеска сите ние на некој начин многу полесно може да станеме графички дизајнери, не до таа мера како професионалците, меѓутоа за на основна дневна потреба доволно е некојаш да знаеме да го поставиме правилното прашање до вештачката интелигенција. Дали со вештачката интелигенција всушност ќе се загрози? Ќе се загрозат одредени работни места, ќе нема потреба од толку луѓе на една позиција? Не, ќе треба да имаат и тие луѓе кои што ги има, ќе треба да имат различен сет на знаења. Значи просто ќе се промени описот на работното место. Многу повеќе ќе успеваат компаниите кои што имаат едуцирани луѓе и ќе успеваат индивидуалците кои што знаат вештачка интелигенција во однос на оние кои што ќе смета дека тоа можеби нема никогаш да дојде. Ке дојде. Прочитав ваше неодамнешно интервју во Капитал во кое велите, цитирам, вештачката интелигенција не е само технологија, туку бизнис, трансформација за компаниите, промена на начинот на живот. Па да, денеска можеме да прашаме вака, и ќе се навратам чекор наназад. Значи, во компаниите
според истражувања направени глобално, значи од консалтинг компании, секој од компаниите ќе се соочи со една од 4 фази или веќе се наоѓа во една од 4 фази. Првата фаза е таа во која што компаниите велат нема вештачка интелигенција, нема да не се случи нас, тоа е тоа кој ќе дојде, ние денес не се интересираме за незе и немаат никаков допир со незе. Во втората фаза компаниите немаат допир, меѓутоа нивните вработени имаат во најмала рака некој од генеративните вештачки интелигенции кои што ги користат во стил ChatGPT или Copilot, во последно време се повеќе доаѓа алатката на Microsoft или било која друга. Значи со ChatGPT ние разговараме, со Copilot разговараме, ќе го прашаме каде денеска мене ми требаше лек. И јас утрово прашав дали во Македонија го има тој лек и добив одговор дека го нема. Може би го има, да проверам на таа и таа апотека, добив 2 телефонски броја од 2 онлайн апотеки. Дали тие онлайн апотеки кои што ми ги препорача вештачката интелигенција дали е тоа бизнис можност за нив? Веројатно е. Ја никогаш во животот не би ги нашла доколку не ми ги препорачаше Microsoft Copilot. Ми ги препорача 2 македонски онлайн аптеки за кои што никогаш претходно не сум слушнал. Да се навратам на анализата со 4 фази на компаниите. Третата фаза се компаниите кои што веќе се свесни, прават некакви чекори и компаниите и вработените, и последната е кај што имат стратегија. Семос едукација во третата фаза. Следите тренинг, гостинка во емисијата Валентина Тасова, основач и директор на Семос едукација. Дали се потребни нови етички кодекси за заштита на приватност и личната Апсолутно безбедност? Да, затоа што вештачката интелигенција користи податоци, пристапува до податоци, не само компаниски, и интерни, и екстерни, внатрешни, надворешни, значи до секаков тип на податоци. Што значи дека не може да ни биде заштитена приватноста во целост? Па тоа е, знаете, тема која што толку години веќе се одвива од моментот кога почнавме да ги анализираме податоците, па ако се навратиме наназад од интернетот, дали интернет и Фејсбук нас не ги штити податоците. Значи тоа е тема која што постои, расте, ќе се развива, но со вештачката интелигенција станува се поизразена. Европска унија неодамна донесе акт, така наречен EU AI Act, или како и да ќе го наречеме на англиски, на македонски, со кој што длабоко се осврнува на вештините потребни за користење на вештачка интелигенција, но и на заштитата на податоците. Колку македонските IT компании се прилагодени на новите предизвици? Мислам дека македонските IT компании ги следат сите IT трендови, иако не би рекла дека вештачката интелигенција е само IT тренд. Не е. Бизнес трансформација, повторно се навраќаме наназад. Најголем број на корисници денес и на слушатели се бизнес корисниците. Луѓето од човечки ресурси, луѓето од финансии, директорите, но IT компаниите се оние кои што ја создаваат, така да мислам дека Македонија не заостанува. Длабоко верувам во нашето IT обкружување и нашата IT заедница. Колку сме дигитално описменети? Како нација? Да. Ако споредам со регионот, мислам дека сме напред. Ако споредам со светот, не сметам дека сме многу назад, иако би рекла дека младите генерации се сметаат себе си за digitally native, а не и digitally literate, и тоа е нешто на кое што треба да се посветиме како општество, не само како поединечни компании. Значи, ние природно користиме, но не знаеме правилно да користиме. Нешто налик да знаете англиски, ама да знаете зборови, не и граматика понекогаш. Колку сме ние подготвени во насока на дигитализација на администрацијата? Тука има доста простор да се работи и тој факт дека нашата администрација веројатно не е дигитално најспремна, не се должи само на знаењето, туку се должи и на примената на апликациите, и на желбата за развој, и на стратегијата, и на многу планови кои што се донесени во минатото, а не биле реализирани, но би рекла и на самиот систем на наградување. Мислам, не е општо познат факт дека платите во државна администрација за IT луѓето се доволно непривлечни, така да и кој би ја движел дигиталната трансформација во рамки на администрацијата.
Јас би ја повикала, би ги повикала сите оние луѓе кои што имаат некакво влијание во државната администрација, сериозно те размислат и за зголемување на платите, меѓутоа и за обука внатре во институциите. Има институции кои што се сериозно напред, но не и повеќето. Денове прочитав дека светски компании во Македонија бараат покрај програмери и IT менаџери. Кои се тие? Па за IT менаџер не е потребно да се знае само технологија. Тука доаѓаат и ајде ќе тргнеме од менаџирањето на луѓе. Со оглед на тоа дека IT луѓе има и нема, нели лесно наоѓаат работа во странство, лесно работат од тука во странство, че предизвикот за менаџирање со луѓе е еден од главните. Понатаму потребни се знаења од организација на целата инфраструктура, значи инфраструктура во рамки на една компанија, безбедност, како што и сами споменавте, работа со податоци, работа со апликации, значи надминува познавање на технологиите. За да се биде IT менаџер, повеќе нивоа на знаење се потребни, повеќе вештини се потребни, повеќе искуство е потребно, отколку само класично, чисто технолошко знаење, односно знаење на технологии. Како ви е соработката со јавните институции, бидејќи не случајно ве прашав колку сме конкурентни или колку нашата администрација е подготвена во насока на дигитализација? Ние соработуваме со 4 столба, така се водат кај нас. Еден е државата, втор се компаниите. Минатата година имавме скоро 400 компании, со кои што сме соработувале домашни компании, велам. Пред минатата имавме 415 компании, значи тој број плюс минус тука се движи. Соработуваме со индивидуалци, соработуваме со странските компании. Така да, ние соработуваме со институциите, оние кои што имаат интерес да вложат во образование на своите вработени. Што ви е поголем предизвик, да работите со странските компании или со нашите дома? Нашите дома се побројни, ние имаме бренд, сериозен бренд. Многу пати сме го истражувале пазарот, Семос Едукација покрај сите конкуренти останува број 1 бренд од IT образование, затоа што IT образованието не се само академиите. А дали имаме предизвик со странските? Па да, имаме. Меѓутоа сме членка на една асоциација на тренинг центри. Преку нив стигаме до сите оние 30 земји кои што и кажавте во најавата. Колку и како државата и банките треба да овозможат економско-финансиски мерки во делот на развојот на IT технологијата? Тоа е прашање за кое што јас не знам дали би можела да му дадам одговорот, затоа што не сум сосема. Мислам, имам некое моје мислење, ама не знам колку е релевантно. При крајот од разговорот, IT индустријата во Македонија има свој динамичен развој. Имаме доволно информатичари? Бидејќи се повеќе слушам дека трендот на нивно заминување и барање перспектива надвор од Македонија постојано расте. Па дали имаме доволно информатичари, веројатно професијата ќе се смени полека повторно со вештачката интелигенција. Значи, вештачката интелигенција ќе замени дел од задачите кои што тие редовно ги прават и истовремено ќе овозможи некои нови луѓе да се занимаваат со дел од IT професијата. Значи, да не треба да си сосема IT спремен или да си сериозен IT експерт, за да можеш да работиш во информатичката технологија. Дали со вештачката интелигенција ќе изумрат некои професии? Да. Кој денеска не би можела денеска да ви кажам, јутоа длабоко верувам дека да. Еве еден пример, утрово го зборувавме. Ние минатата недела одлучивме да се позанимаваме со продуктивност на вработените. Значи, кој колку од нас е продуктивен и да ги идентифицираме сите оние алатки, сите оние моменти во нашето работење во кои што повеќе од тројца се посветиле време на тоа. Просто не сме свесни во онаа мрежа на интеракции меѓу себе, многу често се случува да повеќе луѓе работат иста работа. Ја замоливме нашата колешка која што се занимава со вештачка интелигенција, генеративна, нели, поставува прашања и знае многу добро податоци. Значи, знае Power BI, анализа на податоци, знае Power Platform, од тие податоци да извади апликација и знае генеративна AI. Тоа се вештините. Таа ја праша вештачката интелигенција и за од четврток, минатата недела, до понеделник оваа недела, ние имавме апликација, значи апликација за која што секој од нас ја користи на телефон. Значи ништо не треба, треба телефон. И секој од нас
внесува, рековме 2 дена ќе тестираме. За 2 дена имавме преку 200 внеса. Значи секој од нас внесе. Јас денеска сум на состанок со вас. Меѓутоа јас сум сама. Ама ако сме тројца, сте тројца ќе внесени. Ние идентифициравме сериозен број на задачи кои што ги извршувале повеќе од еден човек, повеќе од двајца, повеќе од тим и кои што се повторуваат. Велам за 2 дена. Значи вештачката интелигенција нам ни помогна за од четврток до вторник да направиме првичен увид во продуктивноста на вработените. Одиме понатаму, значи не е целта контрола, не е целта дали некој работи или не работи. Целта е едноставно да идентифицираме. Свативме дека имаме сениор менеджмент. По тројца луѓе многу често на состаноци. Зошто имаме тројца представници од сениор менеджмент? Доволно е еден, доволно се двајца. Еве, зашто мора да бидат тројца? Така да времето оптимизација. Се навраќам на прашањето дали се потребни. Порано за тоа ќе требаше програмер, па ќе требаше работна група, тим на програмери, па ќе требаше да направиме опис на работно место, па што се подразбира. Ние во 4 дена, четврток, петок, понеделник и вторник, веќе имаме првичен извештај кој што дава податоци што јас сега ви го споделувам. Колку оваква констелација на случувањата може да се биде среќен од аспект на тоа што зборуваме за оптимизација, зборуваме за згаснување на одредени професии, што значи дека веројатно нема да имаме потреба и од толку човечки кадар. Па не би рекла, од тој човечки кадар треба да има некои други вештини. Значи, едноставно со тек на време ќе се научиме да користиме нешто друго. Што ќе биде нов предизвик да се преквалификува? Апсолутно да. Значи, на почетокот од разговорот спомнавме дека во 2023 година на еден од најголемите конференции, на една од најголемите конференции во светот, значи London Tech Week, се зборуваше само за 3 аспекти на вештачка интелигенција. За да во 2024 година веќе се зборуваше за 200 милиони луѓе обучени само за генеративна вештачка интелигенција. Ништо повеќе од тоа. Во 2025 во јуни нетрпеливо чекам да слушнам што ќе биде трендот, меѓутоа интензивно се зборува за стотици милиони, ќе видиме. Значи, веќе генеративната обуката за генеративна интелигенција не е единствената. Зборуваме за обука за менаџерите. Оние кои што се decision makeri мора да го видат бенефитот. Зошто би ја искористиле? Каде се бенефитите за нив? Дали ќе можат да измерат продуктивност? Зборуваме за човечки ресурси. Дали ќе можат побрзо да рекрутираат? Дали треба време да потрошат на LinkedIn? Дали вештачката интелигенција тој ќе го направи за нив? Така да зборуваме за сосема други типови на вештини кои што доаѓаат и да, за мене е се тоа многу примамливо и многу интересно и некако нетрпеливо очекувам да видам што ќе се случи. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Валентина Таса, основач и директор на СЕМОС Едукација. Неефикасноста на институциите значи дека и целиот јавен сектор е неефикасен. Сега, да бидеме реални, не сме ние сигурни колку е неефикасен јавниот сектор. Факт е дека постојат многу лоши примери, факт е дека постојат институции кои што релативно брзо одговараат на барањата на граѓаните. Од тука сметам дека некогаш станува збор повеќе за една лоша перцепција и за едно да речам демонизирање на јавната администрација во јавниот дискурс, дека апсолутно секој во јавната администрација е лош, дека секој орган е неефикасен. Не е така.